Добро вечер, почитувани гледачи. Во продолжение следуваат минути предвидени за вестите од културата. Во Македонскиот народен театар се одржа премиерата на представата Варвари. Дело на големиот руски писател Максим Горки во режија на професор Владимир Милчин. Делото Варвари за прв пат се поставува на театарската сцена во Македонија. Македонскиот народен театар со гордост ја најавува премиерата на представата Варвари, дело на големиот руски писател Максим Горки во режија на професор Владимир Милчин, која ќе се одржи на 13 ноември, а утредента 14 ноември е закажана уште една изведба. Горд сум што за прв пат во историјата на Македонскиот театар делото Варвари ќе оживее токму на оваа сцена и уште повеќе благодарен сум што професорот Владимир Милчин го стави својот режисерски печат токму на оваа представа. Текстот, иако е напишан пред повеќе од 1 век, отвора можност за современо читање на Горки, представа која не е само историски приказ, туку огледало во кое се препознаваме и денес. Варвари е драма за судирот меѓу две епохи, традиционалниот, затворен начин на живот во едно провинциско градче и новите сили на прогресот. Во оваа амбициозна сценска постановка учествува импресивна актерска екипа, од кои најголемиот дел се поранешни студенти на режисерот Милчин. Горки останува извонредно современ и во 21 век, а неговите дела, меѓу кои Варвари, се остра критика на лажната цивилизација и моралната корупција што ги носи капитализмот. Играме еден градоначалник кој е корумпиран, кој значи не припаѓа на благородниците, член од тоа местно население кој се издигнал да биде градоначалник и со сите средства од петни жили ја брани својата позиција која му е загрозена од конкуренцијата. Во оваа драма сите се обоени повеќе со темната боја и пливаа, значи нема позитивни и негативни. Сите се негативни ликови, според мене, повеќе или помалку. Суштинското прашање кое што го поставува Горки во ова негово дело е дали напредокот има смисла ако не е заснован на морал и совест. Град Скопје ги додели традиционалните награди 13 ноември за достигнувања во културата, науката и уметноста. Градската библиотека Браќа Миладиновци доби признание за 80 години постоење како институција од областа на културата. Сузана Марковска пак беше одликувана за нејзината континуирана посветеност на музејската едукација, а Димо Илиев за 4 деценијски придонес кон афирмацијата на театарската уметност. Во чест на одбележувањето на Денот на ослободување на Скопје во фоајето на Македонската опера и балет беа изложени дела на 20 реномирани македонски сликари. Оваа награда за нас е од огромно значење, бидејќи представува круна на нашата 80 годишна работа во библиотечната, образовната и културната дејност и сме неизмерно среќни што еве ние годинава ја добивме 13 ноемвриската награда од градот Скопје. Оваа награда не охрабрува да продолжиме да работиме во оваа насока како и досега во промоција на културата, уметноста и пред се библиотечната дејност што ја вршиме. И навистина сме среќни што добивме. Наградата 13 ноември значи премногу за мене. Тоа е целото мое работно искуство крунисано со 13 ноемвриската награда. Ова не би било само мое. Ова е и целиот труд на нашиот музеј, на моите колеги, кои што повеќе од 30 години работиме едукација и го пренесуваме нашето културно богатство од најмала возраст па до највозрасни, односно сите групи, а тука вклучително и лицата со попреченост. И ова за мене представува, не знам, нешто најубаво во мојот живот што ми се има случајно денес. До сега имам можеби едно 10 награди од Шишков, Прличко, не знам, како најдобар глумец за која година и така и така. Во Порторош сум земал награди за ТВ драми. Сум земал и тука за најпопуларно ТВ лице. Прва награда која што е доделена од сега од градот или од
од Републиката, мислам, не е од ора наша фела, кај што глумците доделуваат награди, и затоа ми е посебна мила, посебно драга. Македонскиот културно-информативен центар од Белград организираше низа успешни музички настани во ноември годинава, представувајќи врвни македонски изведувачи пред белградската публика. Деталите од колешката Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Македонскиот културно-информативен центар во Белград организираше низа успешни музички настани во ноември 2025 година, представувајќи врвни македонски изведувачи пред белградската публика. Концертите на пианистките Ана Гацева и Татјана Џорлева, како и на ансамблот Консонанс, ја истакнаа богатата македонска музичка уметност. Гацева и Џорлева одржаа концерт за 4-рачно пијано во културниот центар на Белград. Тие изведоа дела од композитори како Ерик Сати, Едвард Григ, Антонин Дворжак, како и од македонскиот композитор Дамјан Темков. Концертот беше реализиран во партнерство со Македонскиот културно-информативен центар во Белград. Македонскиот културно-информативен центар во Белград под водство на директорот Васко Шутаров активно промовира македонска култура во Србија. Центарот е домаќин на различни настани поддржани од Министерството за култура и туризам со цел за јакнување на културните врски меѓу Македонија и Србија преку представување на врвни уметници. Во октомври Kids Белград организираше денови на македонската литература за деца, како и концерт на музичкиот ансамбл Македониум. Овие настани ја покажуваат широката палета на уметнички форми кои се представуваат пред белградската публика. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.